15 минути без корона, песната која што ја слушнавме, според мене и според многумина една од најубавите песни кои што се направени во историјата на Македонија, песна која што полека но сигурно доаѓа до 30-та година од создавањето на самата музика. Дефинитивно најдобро што може да ни каже како се создала оваа песна, но и знаеме, бидејќи е многу кажано, тоа е Џокси, а Џокси ексклузивно од својот дом ова утро најде време и му благодариме за тоа. Џокси, добро утро. Со тебе секогаш е весело. Како си најпрво? Добро утро, благодарам на поканата. Ми ја спречи литургијата со комшиките што ја правев за бајле, али ете, драго ми е што повторно се гледаме после толку време. Да, успеав да прочитам, но не успеав да најдам точно која година е направена песната која што пред неколку месеци доби награда за песна на векот. Ќе те прашам и за тоа полека. Колку години поминаа точно и дали околу 30, дали е тоа точно? Па не околу, туку точно 30. Точно 30, И некако се погоди датумот со самата манифестација на Златна бубамара. Значи тука некаде 2-3 дена разлика од кога за прв пат, да кажеме, и е снимена песна. Значи тогаш е направена, ајде да кажам, на некоја рака демо снимка и не е направена тука кај нас, тоа е направена во Грција. Многумина вика дека тоа грчка песна што нема врска. Значи тоа е лична моја творба, и музика, и текст, аранжманот е на Тоше Попсимонов. Тогаш Тоше имаше студио во на Крит и така се случи да отидам јас таму и да го направиме тоа. Да, значи 30 години од демо снимакот на Великден. Инаку, да кажеме едно, можеби 15-20 дена порано е направена самата песна. Па честито јубилеј. Приказната е многу интересна. Оние што те следат, а сите те следиме, ја знаеме приказната, но би сакал накратко да ја слушнеме повторно. Инспириран си бил во тој момент од својата баба Уранија, која што тогаш ги одбивала, ако не се лажам, стројниците кои што би биле, нели, нудени, не, во тој стил е приказната, би сакал да ја слушнам повторно. Тоа е точно. Тоа е главниот мотив на целата песна. Меѓутоа, има и мотиви од мојот секојдневен живот кои во еден одреден временски период се собирале, па да кажеме во еден момент и излезени, онака какви што се. Да, точно е тоа дека дедо 3 пати праќал, односно мојот, како му дојде, да, мојот дедо, односно неговиот татко 3 пати праќал стројници кај баба, и баба као женска ипо, нели? Го одбивала додека на крајете не се сложиле, не се договориле како што треба. И на ете поради нивната таа врска, можеби и јас сум дел од животот, што значи многу сум им благодарен за тоа, не? Да, сакам да прашам што представува сега за тебе Великден. Шпицата која што одеше пред нашиот разговор вели 15 минути без корона. Нема да зборуваме за корона, но морам да те прашам со оглед на ситуацијата, како оваа година одлучивте со семејството да ги поминете деновите? Чуј, ситуацијата налага сосема поинаку да се однесува. Да. Ние ќе си ги задржиме оние најверодостојните начини на прославување на Великден, нели, она четврток со првите бапсани јајца во учителските часови. Се разбира дека трпезата има да биде и како преполовена во однос на претходните години. Со оглед на тоа дека имаме сега 4 дена последователни да бидеме во карантин, па тоа ќе биде вака малку поинтересно, затоа што веќе комшиите тука ми зврцка да излезам на балкон да ја пеам песната, што... Добра идеја. Значи во ова време подобро нешто Џокси да ти е комшија нема. Концерт во живо слушам. Така изгледа. Еве јас можам се
да ви дадам и покана Добро. да дојдете да снимате. Затоа што Карши мене има една невселена зграда, ја викам зграда дух, во црна една фасада, слободен е влезот, можете да дојдете со камерите горе на кровот и од кровот да го сникате тој момент. А дали Значи, сериозно? 12. Дали сериозно ќе се случи тоа? Па сериозно се што јас го зборам тоа да. Значи во 12 ќе имаме концерт од Джокси, не повикувате ексклузивно е ова сега, значи мора да се удостои овој момент. Значи не сум политичар, ме разбираш. Значи во недела во 12 дојдете со екипата горе на Одлично. зградата Дух и одма Карши не јас сум јас со моите соседи од дека и ќе излезам со гитарата и ќе ја пеам песната на Вели. Одлично би било супер тоа да го видиме и да го имаме како материјал. Се надевам дека ќе имаме екипа и ќе пратиме. Сега да те прашам, спомена дека секако ќе вапцаме јајца. Дали ти лично вапсаш јајца? Па се случило и тоа, зашто да, Се ако не е случило. ништо страшно. Збора на тоа, јас кога што знам, ти имаш и искуство со мене кога вапсаме јајца последниот пат. Да. Пред 2 години беше, или лани. Лани беше во соборниот храм. Се видовме таму и ми текнува да на тој момент. Да, Джокси пред на Златна бубамара доби нели песна за веки векови. Што представува за тебе овој момент? Верувам дека вакво одличие на музичар, на пеач, не знам дали има нешто поголемо. Па, во секој случај, убав момент, во секој случај, голема перцепција на Ранко Бубамара и на целата таа екипа што е со него, затоа што можам да кажам дека Бубамара е една од ретките радиостаници која всушност ја има и промовирано толку оваа песна. Односно, луѓето имаат сенс и знаат што е добро, народот што сака, не дека е тоа моја песна. Значи, они го разбрале народот што највеќе бара, што највеќе сака и тоа го промовира. Се разбере, јас сум им многу благодарен, тоа е голема чест за мене. Предпоставувам според оние коментари што ги добивам од моите пријатели, дека тоа е и за нив погоден момент, дека они очекувале такво нешто кога и да е да се случи, нели? Задоволни се затоа што ете им се направил кејф, односно погоден е народот со песната дека ете таа песна која е нивно олицетворение, сега можам така да кажам, дека добила една таква награда. Не е ни чудо што и толку и трае оваа песна толку години. Се надевам дека ова само може да и го продолжи векот. Ако не се лажам, на самата манифестација најави дека и песната ќе можат во учебниците да ја и учат малите дечиња. Дали е оваа информација само точна? Па, песната е веќе во учебниците по музичко. Јас веќе сега не знам точно во кои учебници, бидејќи во Министерството за образование, не знам како ги делат тие тендери за учебници, меѓутоа не сите. Некои делови од Македонија веќе ја изучуваат таа песна. Знам по тоа затоа што лани доби покана од една наставничка по музичко воспитание од градско, за да бидам гостин кај нив на Великден. Меѓутоа не успеав од, ајде да не кажам сега X причини. Тоа е само потврда дека песната ја има во учебници, односно и самиот имам видено. Само не забележав се точно кој е авторот на книга. Верувам дека ти значи ова. Сакам да те прашам сега како ги поминуваш деновиве, дали компонираш, дали слободното време или повеќе слободно време го искористуваш за музика, дали си инспириран или па можеби напротив не си? Па, нема многу простор за инспирација, затоа што не е таков моментот, барем тоа сега за мене, разбираш. Многу е тешко, многу е болен моментот да слушаш ти секојдневно дека починуваат толку и толку луѓе, дека не треба да излагаш, внимавај 2 метра оддалеченост,
да не ти кивне некој, да не ти се накршва. Не знам, тоа може би во некој подминат период, во некоја сосема друга приказна да се сложи некоја песна. Се зборувам за себе. Има дечки кои на друг начин ги инспирира овој момент. А инаку, да, имам веќе 2 песни создадено, али тие се создадени во моја глава со една друга, умисла со една друга атмосфера и ќе ги пуштам каде и да е. Во дует треба да ги пеам со, едната е со Пепа Димитрова, другата е со Ани Малинкова. Па ќе видиме што ќе испадне од тоа. Значи ексклузивно сега дознаваме информација, втора така се погоди ова утро. Сакам се да те прашам, верувам дека посветуваш време и многу на знаеш да ги погледнеш оние емисии со дечиња што ги правеше пред неколку години, емисии кои што ти беа посветени на едукација на самите дечиња, ти недостасуваат ли тие денови буквално на водител на ти имаш работено се и се што? Многу, затоа што внимај 15 години пред да ги напуштам тие телевизиски медиуми, јас се дружев со тие деца, ај се тие да кажам, со децата. Жал ми е што многу телевизии немат чувство, немат љуб за тоа да поведат детски редакции. Тука спаѓа и вашата телевизија таму. Нешто што дури сега дојде до израз дајте сега по телевизија да ги учиме лекциите. Значи не фати неподготвени. Скоро 20-30 години наназад, можем, и 30 не, али 20 години наназад, ниједна телевизија во Македонија нема едукативни емисии за деца. Сите се сведени на песнички, сите се сведени на цукање уместо и тоа е тоа. Да имаме некој континуитет. Денеска сите телевизии, нивните редакции за детска програма и како добро би се снашле, како да ги едуцираат децата во однос на ова денеска што не се случи. Да, верувам дека ќе има повторно такво нешто. На Алфа телевизија се емитуваат детските вести во кои што на еден вид едукација и беа. Ништо не е тоа. Треба повеќе, дефинитивно, како за крај во интерес на времето сакам да им порачаш, односно не да им препорачаш, туку да им даеш совет на граѓаните што не следат во моментов. Слушнавме совети од доктори, сега да слушнеме од естраден уметник што да прават луѓето дома. Како да го поминат најлесно времето? Па ништо. Се она што е секојдневна активност, односно што мислеле дека не можеле да го направат, нека го направат. Зошто да не земат сега мачкиве крпа во рука и да соберат прашина? Така е. Тоа не е ништо. Тоа е само, да кажеме, поддршка на она време кое треба да се надмине. Односно, со ангажман, вие можете и како себе си, а и на околината да ја помогнете, да не создавате тензични моменти. Што слушаме денеска дека имало претходни денови и расправи, уште не сум чул дека фрлен некој од балкон. Али ако случајно чуете, знајте дека јас сум тој првиот. Фала ти, Џокси, што си секогаш вака да не расположиш во вакви моменти. Ти благодарам што одвои време и што стана вака рано за нас. Благодарам многу, поздрави Ана во студио. Не знам кој ви е зад камерите. Во студио е Ана, во моментов вете не можеме да видиме, но можеби можете да ја слушнете, но тука е Ана. Ете сме са Ана. Поздрави ми Ана многу. Да, Џокси. Ана, поздрави многу. Поздрав. Таа е таму ваша водителска екипа и техничко особје. Техничко. Не знам ко са таму ли, денеска дежурен. Не, се уште мислам дојде на работа, но ќе дојде, ќе го поздравиме и него. И Марина да ми ја поздравите, не знам кого уште. Ќе го поздравиме целиот персонал од тебе и се слушаме, се гледаме во... И чистачката, поздрави. Ма сите и тие се наши колеги секако. Фала ти уште еднашка и се слушаме, Џокси, во малку побаво време и да промовираме нов хит твој. Не заборавете недела во 12. Недела во 12.